на сите, ви посакувам добре дојде на нашиот прв панел од нашата нова иницијатива за создавање на една платформа, еден посебен бренд, Finance Talks by EOS, кој очигледно и најде на одличен прием, за што сум особено благодарна и среќна. На самиот почеток јас би сакала да ја објаснам идејата, што сакаме да постигнеме. Преку обединување на финансискиот свет, најнапред кај нас, па и пошироко, оваа платформа ќе обезбеди увид во моменталната финансиска состојба во индустријата и ќе представи иновативни методи, иновативни начини и решенија за постоечките и новите предизвици со една единствена цел – Changing Finances for the Better или промена на финансиите кон подобро. Структурата на оваа платформа се темели на локалната и меѓународната експертиза на EOS Matrix, како водечки финансиски инвеститор со веќе 20 години искуство на пазарот. Платформата која ќе го обедини финансискиот свет во земјата и во регионот, ќе овозможи простор за размена на идеи, експертиза и диалог по повод постоечките предизвици кои постојат во финансискиот сектор. За да ја постигне оваа цел, платформата се фокусира на неколку точки. Анализа на европските регулативи и анализа на методи за нивна локализација. Анализа на европските и глобалните трендови во областа на финансиите и начини за апликација на овие трендови на домашниот пазар. Кревање на свеста за постоечките предизвици во регионот и размена на експертиза по повод намалување на негативните ефекти. Развој на конструктивна дискусија за теми кои не се доволно истражени во земјата, а имаат значително влијание врз индустријата. И иницирање на Game Changing Mindset, преку обединување на финансискиот свет во државата и вмрежување на главните актери со цел зајакнување на индустријата во целост. За таа цел денес сме тука на нашиот прв панел и сега јас ќе преминам кон представување на нашите панелисти. На кратко, со нас е Фросина Целеска, директор, дирекција за банкарска регулатива и решавање на банки во Народната банка, која во својата докторска дисертација ќе забележи дека секоја банка во текот на своето работење може да има финансиски проблеми. Во одредени случаи, органите на управување на банката се способни да превземат соодветни активности за надминување на овие проблеми, а во други случаи е потребна поголема вклученост на супервизорскиот орган за враќање на стабилното работење на банката. Добре дојде, Фросе. Златица Цивкаровски, директор на дирекција за наплата и управување со колатерали во Шпарка-се банка, со повеќе од 17 години искуство на различни оперативни позиции за управување со ризични и нефункционални пласмани. Има воведено неколку нови модели за успешно наплаќање на пласманите, некои и за прв пат на банкарскиот пазар кај нас. Со тоа има придонесено за одржлив тренд на учеството на нефункционалните кредити во својата банка. Добре дојде, Златица. Добре најдов. И Владислав Хаджидинев, извршен директор и член на управниот одбор на Унибанка, кој има за цел брендот на Унибанка да биде символ за брза и квалитетна услуга на домашниот банкарски пазар, а банката да биде прифатена од клиентите како една од најконкурентните и агилни македонски банки. Добре дојдовте. Благодарам. Ви благодарам за одвоеното време и се надевам ќе овозможиме на нашите гости интересна дискусија. Се чини неизбежно е да започнеме со заклучокот дека влијанието на COVID-19 на финансискиот пазар се чини за очигледно и покрај тоа што ефектот на пазарот на нефункционални кредити ќе биде различен од оној кој што беше предизвикан со должничката криза, предизвикана од финансиската криза во периодот 2007-2010. Така, например, според Европската централна банка, кон средината на 2020 година, банките кои се под нејзина ингеренција имале само 3% нефункционални кредити од нивната вкупна кредитна изложеност, а износот на нефункционалните кредити значително се намалил од својот пик кој го имаше во 2016-та, но се смета дека токму корона кризата ќе биде тригер за нагло зголемување на нефункционалните кредити и според очекувањата некаде во декември 2022 година може да го достигнат па дури надминат пикот од 2016-та. За Фрозе, кои се очекувањата на регулаторот во поглед на еден ваков можен концепт или раст на нефункционалните кредити во периодот кој следи?
На почетокот да се заблагодарам за поканата, за можноста да учествувам на овој панел и да ви посакам на сите добри дојде. Прашањето е меродавно не само за кај нас, за секдека, особено што сите проблеми за кои што се среќаваме ние се глобални, не се произведени само кај нас, така што реално проблемите се присутни во сите банкарски сектори и затоа и очекувањата на кои што ги наведе се такви какви што се. Ако се погледнат моментално состојбите, значи какви се состојбите сега, интересно е тоа што ние во принцип се наоѓаме во период во кој што стапката на нефункционални кредити е на историски најниско ниво. Значи имаме на крајот на април стапката на нефункционални кредити е 3,1%. Никогаш не се случило да се симне стапката на нефункционални кредити на предпријатија да се симне под 5%, сега е 4,2%, а население е 2,1% стапката на нефункционални кредити. Ова се податоци за април. И ако се споредат со претходната година, очигледно е подобрувањето. Подобрувањето се должи и на наплатата, но и на помалиот раст, посебно кај нефункционалните кредити кај предпријатијата, има намалување на растот на нефункционалните кредити и оно што е дополнително во исто време има и значителен кредитен раст. И сето тоа си придонесе стапката на нефункционални кредити да е на ова ниво. Меѓутоа тоа не значи дека немаме или нема да имаме проблеми. И сега неколку показатели ќе издвојам кои што можат да укажат на тоа. Прво, кај предпријатијата, мислам дека состојбата е таква како што е подолг временски период и е стабилна, ако може така да се каже. Меѓутоа, оно што е поинтересен тренд, намерно го користам тој израз за да не делува во една или во друга насока, се движењата кај нефункционалните кредити на населението. Значи, таму имаме во 2021 година раст од над 30% на нефункционалните кредити. Поради ниската стартна основа, тоа е како процент се уште е мал, меѓутоа сепак 33% раст не е малку. Особено што ако се погледне, тој раст произлегува од потрошувачките кредити и од кредитните картички. Значи, оној дел од кредитното портфолио наменет за потрошувачка, тоа е тој кој што покажува позначителни сигнали за проблеми во намирувањето на обврските. Кога се дојде пандемијата, мислам дека сите ќе се согласиме дека релативно брзо Народна банка излезе со концепт, односно со предлог мерки како да се даде можност да се намали товарот и за банките, но и за клиентите пред се. И мислам дека, ако не се лажам, ние престанавме да одиме на работа, така се врзува почетокот на пандемијата, на 9 март, а на 24 март веќе беше објавени измени на одлуката за управување со кредитниот ризик, каде што се внесоа тие така наречени ковид олеснувања или ковид мерки. И претпоставам дека сите вие добро ги знаете, нема потреба да ги објаснувам, но она што треба да се знае, да се има предвид дека, значи, покрај тоа што беше краток периодот во кој што излеговме со тие мерки, исто така немаше многу примери како другите постапуваат. После излезе и ЕУ и сите други, и излезе дека слични се мерките секаде, слични беа мерките, со таа разлика што можеби, ќе бидам малку нескромна, како институција, не како јас, дека малку повеќе предвидовме дека нема да биде потребно кратко време, него ќе трае тоа малку подолго, па дозволивме дури и 6 месеци целиот концепт да трае, значи да може и еднашка и два пати и во целиот период да се преземаат мерки, односно се прават промени во договорите без тоа да се смета за реструктурирање. Тоа не беше случај во ЕУ. Тие на 2-3 пати менуваа затоа што сватија дека не е баш така како што планирале од почетокот. И тоа што го направивме, мислам дека си вроди со плод. Сега во моментот, ако се погледне, меѓу редовните кредити, речиси да нема такви кредити кои што беа под ковид мерки, но не значи дека сите биле успешни таквите преземените мерки. Да речеме, кај населението
57% од вкупните нефункционални кредити се тие кредити, кои што тогаш биле предмет на некој вид релаксирање. Кај предпријатијата е помал тој процент, 19,1 мислам дека е, меѓутоа кај населението е прилично значителен тој износ. Значи, сепак ефектот е присутен и покрај се што било преземено. И дополнителен показател за некој тренд на влошување може да биде и стапката на раст на реструктурираните кредити. Значи, само за една година, значи во 2021, 1,5 пати се зголемени реструктурираните кредити, иако тие се уште се на многу ниско ниво, значи 3% учествуваат во вкупните кредити, меѓутоа сепак имало реструктурирање во претходната година, позначително и повторно поголем дел е кај населението отколку кај предпријатијата, како процент на раст зборувам. Така што и тоа може да се земе како еден показател, а и не мораме, не знам какви предвидувања да се прават, доволно е да се знае дека се уште здравствената криза не е завршена, значи продолжува. Геополитичките ризици на сите ни се познати, поврзани со војната, со неможноста, односно нарушените глобални синџири на снабдување, стапката на инфлација, сето тоа нормално е дека негативно ќе влијае пред се и кон предпријатијата, меѓутоа во прв чекор можеби повеќе кај населението, поради што реално е дека и понатаму ќе има и реструктурирање, ќе има раст на нефункционалните кредити, но тука јас би сакала да апелирам на нешто што веќе го има во нашиот банкарски систем, барем за тоа и со Златица пред малку зборувавме, за тоа сме согласни дека предпазливоста, прудентноста на нашиот банкарски систем и тоа како дојде до израз, и од тој аспект и понатаму треба да продолжи за да на некој начин се намали овој товар кој што очигледно е дека сите ќе го чувствуваме, вклучително и тие што користат кредити од банките. Ти благодарам. Правилно да се контролира и да се управува со кредитниот ризик на банките, особено со проблематичните побарувања и нефункционалните пласмани, е предизвик, можеби повеќе концепт или пристап, нели, кон кој банките кај нас да посветуваат многу внимание, се слагам, и покажуваат еден коректен и прудентен пристап во неговата реализација. Моето прашање до банките колку таа улога се менува во еден општ процес на економска, односно финансиска криза во контекст на севкупниот концепт на размислување или однесување. Еве, можеби Златица. Таман мислевме дека ни заврши една криза на почетоков на годинава и некако како во јануари да издишавме и рековме можеби е позади нас, па некој не подразбуди, рече, чеки да не ви е толку досадно, да видиме што има ново на пазарот, така да сите се соочивме како светските економии, така и нашава држава нема да биде позади тоа, со руско-украинската ситуација, која што допрва, можеби најверојатно ќе ги и осетиме ефектите кои што ќе ни дојдат. Секоја банка си има свој концепт на функционирање, нели? Во рамките на своите риск апетити кои што ги има и кои што ги поставува заедно и во локален и во глобален регулатор. Меѓутоа, знаете како во една дадена ситуација и најсовршениот концепт што сте го направиле за функционирање не е совршен, не функционира и мора брзо да се менувате. Јас верувам дека сите банки на нашиот банкарски систем си имаат тим систем кој што е за брзо распоредување, што би рекла јас, односно за брза менување на концепцијата и банкарската филозофија. Им да не предизвикаат билансни дисторзии на самата банка, пошто треба да ја задржат и стабилна, и профитабилна, и ликвидна, а од друга страна да не го изгубат фокусот на клиентите, бидејќи клиентите нас не се основа на целото функционирање. Вие во таков еден концепт мора брзо да го менувате своето сваќање и да излезете и во континуирана комуникација и поддршка со клиентите, затоа што треба да ги од една страна да примените еден едукативен карактер во такво време,
да бидат предпазливи со своите инвестиции, пошто вие ја гледате можеби големата слика на финансирање, а тие веќе сакаат во одредена дадена ситуација да се вмуштат по нешто, бидејќи знаете како предизвиците на клиентите одма утре дента стануваат предизвици на банката, бидејќи тие се партнери едни со други. Така да во еден таков концепт сметам дека банките добро покажаа на овој пазар дека можат да се прилагодат и да се носат во овој изминат период со сите такви непредвидени. Која криза доаѓа предвидено? Ни една. За секоја криза е условно речено изненадување на кое што вие треба да сте и системски, и организацијски, и човечки спремни да излезете со сите тие предизвици. Банките, како што спомна и Фросе, сега зборевме. Ние на ниво на банкарски систем па можеме да си кажеме слободно дека прудентното и одговорно работење во изминатите години и кога беа добри, им створија можност на банките да се носат и тоа добро да се носат со одредените изминативе 2 години кризни ситуации. Така да универзален концепт нема. Значи, мора да ги гледате далекусежно, а банките очигледно на нашиот пазар ги гледаат тие и далекусежни моменти, каде што знаете како, чувајте бели моменти за црни денови, односно да сте спремни и во едни такви изненадувачки кризни моменти, она да успеете да го одржите и самата стабилност на банката, но од друга страна да пружите можност за клиентите затоа што тие ви се базата со која што функционираат. Така да концептите банките верувам дека ги сменија, мајндсетот го сменија, целото функционирање, вие ако ја земете банката, таа нема неограничени човечки ресурси, па сега супер, овдека имаме многу луѓе за раст. Сега имаме нефункционални, да, имаме многу луѓе кои ќе се занимаваат со нефункционалните. Не, и тоа е еден концепт на менување. Ги прелевате своите човечки ресурси. Во еден момент ви се супер риск менаџерите за андеррайтинг, за пласирање на добро портфолио. Во моментите на криза ние имаме, мислам, кај нас барем во нашата банка, јас ти речам, имаме примери за добри риск менаџери кои што помагаат во воркаут делот, во моменти кога има зголемена потреба или за дефолт или за перформинг рестракчари. Така да се е тоа, сметам дека нашите банки покажаа доста добра подготвеност за да се носат. Верувам дека и ова сега што ќе ни следи од руско-украинската можеби ефект директен или индиректен, нас нема да не заобиколи. Ние сме дел од тој некаков европски и пазари, регулатива и ориентација нема да не заобиколи, ама мислам дека сигурно концептите кои што ги имаме ќе продолжат вака да бидат постабилни и стабилни на пазар. Благодарам. Владислав? Јас се слагам тотално со двата става. Сметам дека сме во период на голема трансформација и баш както говорихме пред малце, ковид кризата, кога дојде, сите имахме различни очекувања колку долго ќе трае. Меѓутоа, мерките кои беа донесени тогаш на ниво на глобална макроекономија со монетарните политики на централните банки беха во насока да се генерира огромна ликвидност, която сама по себе беше индикатор за промяна во контекст на инфлацијата. А знаеме дека веќе многу дълъг период трендот беше баш во намалување на каматните стъпки, највеќе од 2008 година насам, значи избориме за един период од 15 години, който е доста дълъг период и, както казахте, в тој период ние сите така добро ни одеше. Нивото на ризици беше ниско, банките правиме добри профити, оценуваме ризикот при пласирането на пласмани и работите са што го... Да. Преди една година, мислам, темата беше кога ќе се вратиме во нормалата. Во нормалата беше ајде да надминеме здравствената криза и да си се вратиме во стариот тренд. Още тогаш имаше некои индикации дека може би нема да се вратиме во нормалата, пошто обемот на ликвидност што беше пласиран за да се спаси макроекономската структура глобална беше огромна. Меѓутоа некако по мене лично, кога 15 години функционира на такъв начин, тежко е да признаеш дека може би е дошъл крајот и трябва да ќе дојде некој нов период на промена. И после дојде
и геополитическата ситуация, която внесе допълнителен фактор за инфлацията. И по мен лично враг и невонормален няма да има. Нормалата ќе биде Да, нова форма. точно. Не треба, прилично Да. научивме. И тук се слагам дека бързината на прилагодуване, тя секогаш е критична, ама сега е още по-критична и немаме никакво време да мислиме дали да продължиме както продължувахме пред COVID или да пробваме нещо ново. И аз сметам дека банките генерално риск менеджментът е същината на банкарството, а то значи и континуирано преизпитуване. Преизпитуване на методите, преизпитуване на моделите, защото нема златна формула заедно, ситуациите се менуват и ти трябва цяло време да си така самокритичен, да го следиш пазарът и да се опитваш да разбереш кои са тия фактори, които го създават ризикът. Немаме избор, даже сметам дека ако не се адаптираш, просто няма да можеш да успееш. Да. И така, това е моят став. Значи, тук трябва много сериозно внимание да се обръща во анализирането на портфолиото. Бройките, които ги слушах, се слагам и кай нас. Ние сме познати като во секторът население като претежно ритейл банка. Потрошувачките кредити, картичките са ни некоя специалност. Пред COVID бехме много горди и така сметахме дека сме едни от най-конкурентните. Сега баш така и го гледаме портфолиото. Пласмани пласирани пред COVID и пласмани пласирани после COVID и едното с другото така, има различни профили. Кай нас конкретно много хубаво се погори дека точно во истия период пред COVID ние бехме во развој на наш скоринг систем, во който да се опитаме да въведеме и risk-based pricing относно цената или каматната стъпка на пласмана да е съответно и с ризичния профил на барателот. И сметам дека тук можем и на ниво на банкарски систем да си помогнем много повече, както и во некои по-развиени пазари, къде, например, има и унифицирани на национално ниво скоринг профили, да, за да пошто сите имаме интерес от това, нали? И тук това е во насока на способност да пласираш нови пласмени, меѓутоа и во насока на менеджиране на веќе постоечките профили. Да. Нивоа на изложеност. Така на нас конкретно ова много ни помогна, пошто имплементацията на тия модели беше баш во момента кога стартира COVID кризата и тоа беше една добра защитна мерка за нас и разбира се, пак вракайки се на бързината и на адаптивността, това ни беше идеята Народна банка и въобще владата на Република Македония направи много важни чекори тогаш, за да предпази системът, меѓутоа ние се опитвахме и допълнително да правиме все, што можеме, за да го защитиме капиталот на банката и сметам дека така трябва и во тешко време, меѓутоа и во тоа ново нормално, кога и да дојде. Да. Ви благодарам. Она што може да заклучиме дека да оваа криза го допре пазарот на нефункционалните пласмани, но она што за кризата може да извлечеме како еден заклучок се неколку нови случувања кои што ги донесе. Се опитав да ги сумирам на некој начин. Например, промени во класирањето на должниците на кредитите и нефункционалните пласмани, нели, новата дефолт дефиниција, појава на бројни услужни сервиси за управување со нефункционални пласмани, нови купувачи на нефункционални пласмани кои сега веќе не се така агресивни со цените како што тоа се случуваше во време на должничката криза кога и како Владислав потенцираше имаше ликвидност и требаше само да се пласира или некаде. И последната точка што издвојав е управување и стратегии за заздравување, како и нови процеси за истражување и развивање на различни резолуции или стратегии за разрешување workout, стратегиите кои Златица и ти ги спомена. Па токму во контекст на овие случувања,
моите следни прашања. Еве повторно најнапред за регулаторот, како се очекува и кај на себе да дојде примена на новата дефиниција на EU New Default Definition. Самите обиди да се утврди ефектот од примената за новата дефиниција покажува дека се работи за еден сложен процес и тој бара значителни промени во рамки на банките, но некако се чини дека и ќе донесе одредени промени. Каков ефект и какви промени очекувате дека ќе донесе активната примена на новата дефиниција во нашиот банкарски систем? Значи, претходната година, на крајот на 2020, значи, почна да се применува во ЕУ нова дефиниција за нефункционални кредитни изложености. И имајќи предвид нашата намера за следење на сите новини кои што доаѓаат од ЕУ и тоа што еве да се пофалиме по не знам кој пат, сепак добивме позитивна оценка дека нашата банкарска супервизија и регулатива е согласена со таа во ЕУ. Нормално дека и нашата интенција ќе биде да ја примениме таа нова дефиниција. Веднаш започнавме, уште лани започнавме со активности околу примената. Првата активност беше да побараме искуство од керките на ЕУ банките, кои што веќе мора да почнат да ја применуваат. Имавме разговори со нив. Имавме, значи, цела анализа направивме на новата дефиниција и имавме презентација за банките. Тоа беше негде во јуни и се договоривме со банките да се обидеме да направиме тестирање, односно симулација, можда не толку тестирање, како симулација, што би се случило доколку се примени на 36-ти да се примени новата дефиниција. И јас прво морам да изразам едно огромно задоволство што имаше желба кај банките тоа да се направи, затоа што сепак да се направи таква симулација на што би било, кад би било, кога нема ни систем, кога нема ни регулатива, генерално може да нема да нема интерес и да не се баш воодушевени од тоа. Меѓутоа банките прилично добро ја прифатија оваа идеја. Имаше 3 месеци во кои што има можност да ги направат сите пресметки и на крајот на септември ги доставија резултатите. Јас можам да кажам дека во целиот период имавме константно разговори со банките за да таа симулација се направи најдобро што може. И во таа симулација не учеа само банките, учевме и ние. Затоа што и ние добивме прилично многу одговори на прашања каде може да сгрешиме. Меѓу другото, значи покрај тоа што ги доставија резултатите, доставија и со што се соочиле како проблем, што имале дилема, што мислат дека може да има проблем. И прилично корисни беа сите. Мислам дека целата вежба беше прилично корисна. Значи јас не бих навлегувала во резултатите, затоа што сепак е тоа на состојба тогаш во која што на непроменети системи може да не е точно. Генерално не покажа многу сериозни влијанија. Мислам дека, да речеме, стапката на нефункционални кредити се зголеми за 1% поен, што не е страшно, особено што повторно ќе речам, тоа е работено повеќе во Excel отколку во систем. И сега тука има простор за грешки, а тие грешки мислам дека нема да бидат кон зголемување, него баш кон намалување на состојбата. Така што тој аспект на ниво на банкарски систем мислам дека не покажа резултатите големо влијание. По одделни банки има, значи не дека нема, меѓутоа генерално целта не беше толку да се види колку ќе пораснат нефункционалните, туку стварно што ќе бидат проблемите. И сега јас ќе се обидам да ги сумирам во два главни проблема кои што ќе ги имаат банките. Значи прво е система, значи тука е и трошок и све е, значи треба целосно да се смени системот, начинот на кој што ќе се утврдува таа нефункционална кредитна изложеност. И тоа е трошок, и време. И луѓе и све бара, и тука е јасно дека тука ќе има проблеми, односно ќе биде потребно време. Втората работа е што ќе мора да се смени пристапот. Значи до сега како сме ги гледале односно клиентите ќе мора да ги смениме тој пристап
Сега го зборувавме, ние имаме најдобрите наши клиенти, се клиентите, не наши на банките, најдобрите клиенти се клиентите кои што доцнат една рата. И тие се злато. Ама една рата доцнење по новата дефиниција после 3 месеци е нефункционален. Така што веќе тој концепт ќе треба да се смени и кај банките, но и во разговорите со клиентите. Значи, и то како ќе треба да се смени пристапот и да им се објасни на клиентите дека една рата веќе не. Една рата ако е под 6.000 денари, да речеме, ако е физичко лице, тогаш може. Ама ако е над 6.000 денари, тогаш веќе за џабе. И тука предпоставам дека ќе треба и соодветни промени во договорите, во смисла ратата, една рата да не биде веднаш над прагот, него да се структурира на начин на кој што ќе се дозволи одреден простор да има за маневар. Така што тоа е тоа што генерално го заклучивме ние од оваа вежба. Инаку еве за ваша информација, направена е веќе нацрт верзија на одлуката интерно кај нас. Во моментот ја гледаме во Народна банка и се надеваме дека брзо ќе ви ја доставиме на мислење, како и за се друго, да имате доволно време да ја видите, да дадете забелешки, што ќе прифатиме, што нема да прифатиме, нема да прифатиме. Ама, да. Мислам како и што до сега било, така и понатаму. Меѓутоа, мислам дека барем во тој домен имаме малку придвижување во последно време, последните неколку години, дека соработката, посебно со постоењето на МБА, дека е на малку по-добро ниво, затоа што сепак има држи, сето тоа што ќе го кажете, не може да се игнорира. Да. Така што, ете, тоа е последното нешто што денеска беше. Да, баш ти благодарам што го сподели со нас. Какви се очекувањата на банките? Каков ефект ќе има примената на оваа нова дефиниција во билансните позиции, можеби кај вас? Владислав, со тебе овој круг. Аз прво да кажам дека мислех дека само во нашата банка имаме такво размислување за една рата златен клиент. Ние се обидуваме да го промениме ова и веќе збориме за еден ден каснење, дека си е каснење, не на 31-иот ден дека е каснење, но тие се навики които прво треба стварно интерно банките да ги изчистиме меѓу нашите си органи, нашиот пристап, както каза, и после веќе со тек на време и самиот пазар, односно клиентите да научат. Да. И аз лично сметам дека, и не знам како ги прозвучи, но искуството ми од последните 2 години се повеќе и повеќе ме кара да ја гледам регулативата като препорака во интерес на банката. Во смисла дека многу од тие принципи които са во регулативата, знаеме, са и разработени и во Македонија, меѓутоа и базелските стандарти и така натаму. И тука во суштина има многу искуство од други банки, а знаеме дека генерално нашиот занајат е ризичен занајат и тука ги имаш натрупано, набилдано ситуации които през годините и традициите во финансиската област са покажали дека са опасни за капиталот, за акционерите, за депонантите и така нататък. Гледајќи ги регулативите като добра препоръка, които са во интерес на нас како банки, менува един на некој начин пристъпа по който да почнеме. Например, суштината на повеќето регулации во однос на кредитния ризик последните години е да по-рано да се евидентира кредитния ризик, повеќе капитал да се алоцира таму каде се смета дека има по-голем ризик и кога се замисли сите дългорочно, тоа е во интерес на банките. Все още може би имаме премногу краткорочен как да кажем, пристъп ние како банки, пошто имаме годишен буџет, 5 годишен буџет, трябва да правиме профити за акционерите и тој конфликт на интереси, бих го кажал, между што е стварно дългорочния интерес и краткорочния, понякога ни прави нас како менеджмент на банките да гледаме на регулативата като на некој начин на казна, како на начин за ограничуване на способността ни да правиме бизнес. И мислам тука можеме малце да намалиме тој гап
и во суштина да наистина да разбереме дека ранното припознаване на кредитния ризик, прудентното му оценување, прудентното алоцирање на капитал, прайсингот на тој кредитен ризик е се во нашиот интерес, така јас сметам дека ако имаме таков приступ, ефектот не би требало да е негативен, а баш да биде добар. Благодарам. Златица, нешто да додадеш? Како што кажа и Фрусе, ние така ја вкусивме оваа нова дефолт дефиниција, би рекла како субсидијари членови на Штермеркише Шпаркасе групацијата уште од 2020 година. И сега пред таа примена, исто како што сега нашиве колеги имаа вежба, имавме и ние вежба, колку ќе биде, како ќе биде новиот прилив, бидејќи не е само initial recognition на новиот дефолт, туку тоа вие веќе новото добро утро. Значи од денеска не е веќе тој дефолт со 3 рати, него е со 1 рата. Така да мајндсетот, именувањето изискуваше така доста анализа, колегите од стратешки ризици тука така доста ја завршија успешно таа вежба со сите тие модели и предвидувања што ќе биде трендот, ефектот, поддршка од групација имавме тогаш како пионери, да речам, во таа дефолт дефиниција во однос на разбирањето. Па сега искрено ми е многу драго и кога имавме комуникација и со Народна банка, а и со колегите кои што ја правеа вежбата домашната дадена од да речам од колегиве од Народна банка. Како го препознавате вие? Па дали, она сега што го зборевме, па дали само на крај на месец го препознавате? Па дали секој дневно имате броење на денови? Па како комуницирате? Што комуницирате? Па кои модели ги применивте? Па колку резервации? Па во кој стеч и се останато? Е една интересна комуникација и баш задоволство на наша страна, знаете, да споделите искуство, како викаат, прашите паталец, негаталец, знаеме ни што сме поминале ние од 2020 година, па може да го споделиме искуството и тоа искрено мене лично ми беше многу мило со колегите, бар ја лично што комуницирав. Ќе се повтора малку од практичен аспект за двата клучни моменти кои што ги спомна Фросе, а тоа се предизвици во имплементацијата. Систем да формирате, пошто во Excel не може да следите. Деци, Excel нема рачно, па преброј, тоа не. Треба да имате систем, мора да имате. Некој бројач, некоја матрица која што не е баш обичен Excel, него ќе пребројува, ќе флегира, ќе ве предупредува предиктивно да знаете кој до крај на месец, каде, во кој стеч, каде ќе ви отиде или нема да видите, ќе го барам, ќе ми премине над трешхолд или не трешхолд, и едукација прво собствена во рамките на банката, а после тоа со клиентите. Клиентите во еден период, бидејќи бевме првите, ајде да кажем, пробивање на ледот, како е возможно, вика, јас секој месец ви плаќам вас со 1 рата? Имате затезна камата, пресметајте ме. Абе викаме, знаете како 3 месеци па регулатива. Абе вика, не може јас со секој месец плаќање на редовна рата да ви бидам вас нефункционален. Вие сте луди. Ме сваќате, така да немаше перцепција. Сега ние во тој дел, на пример, кај нас во нашава банка сме организирани, ние имаме централизирано кол центар за рана наплата. И централизирано ги контактираме ние со унифициран пристап клиентите. И сите од 0 до 90 дена едукативно, советодавно, знаете, подобро би било ако веќе гледаме дека плаќате секој месец. Ако може дај уште 1 рата некако да се стегнете, па ќе влезете после во редовен мут и све останато. Ако не може, тогаш брз репрограм со по 1,5 рата, значи ги разбудувате оној дел на клиенти и го пречистувате кој што од немарност само не плаќаат 1 рата. Некогаш заборавил и пак продолжил редовно. Или можеби ги пречистувате или ги моделирате во зависност од можностите оние клиенти каде што навистина нешто им се случило 1-2 месеци. Менува работа, нема да ја земе овој месец платата, ќе ја земе следниот. Мора да имате персонал тач со клиентот. Сега дел од клиентите и нема да ви споделат. Тоа е сепак психологија, Ката сигурно ќе се согласи со мене, пошто има доста подолго искуство во тие кол центар комуникација, ама опературите се малтене као дел психолози. Дел психолози, бидејќи не сите клиенти се отворени на телефон со непознат оператор да му кажат леле какви проблеми имам јас сега, ова тоа не можам да платам. Него со 1, 2, 3 прашања веќе да го опуштите, да ако вистина има некаков проблем, одма пред дефолтот да го решите. Тука е моментот на performing restructuring, во тој момент за да
ги разбудите оние што имаат можност, а само од немарност, да го спасите еден дел кој што може уште во перформинг моментот да го спасите, не може на 0 МПЛ да стигнеме. Тоа да, секако ќе има еден дел од портфолио. Да. Да. Например. Сепак е над 0,5, да. Ќе има и еден дел од портфолиото кој што природно ќе остане, па можеби во еден следен период на 3 месеци мониторинг, можеби повторно ќе се врати во мут на апгрейд. Меѓутоа, тоа беа нашите главни предизвици кои што ете така во прв период ги имавме како... Ако може да се надоврзам ова што го кажува, затоа што по принцип кој ќе се види сето тоа и толку сложено и се и зошто се викаш. Што му фали на ова до сега? Да. Не само да си сите го имавме Сите. Меѓутоа мислам дека предноста на ваквиот концепт е токму она што го зборуваше Златица. Те тера побрзо да го решиш. Да го решиш. Добар е, треба да му понудам или не е добар, Го не си отиде не функционален и тоа е тоа. Ќе го решаваме во следна фаза. Кај било кој. Да. Ама многу порано, затоа што после тоа може и ти да сгрешиш, да не го направиш на време, да го видиш дека е добар кога веќе станал нефункционален. Ама е офтика после тоа за да се врати назад. Да. Затоа тие 3 месеци што се дадени за да тогаш се реагира, а не Знаете после како тоа. во првиот месец малце можеби полежарен е клиентот дебес во еден месец, вие веќе имате некој си предиктив блинк. Нешто ви вика овој месец. Вториот месец веќе вие сте во нервоза една, која што викате овој ако в 2 месеци веќе ме фаќа нелагодност, викате овој трет месец готово крај. А клиентот го фаќа паника третиот месец кога му викате знаете што за 15 дена сте на нефункционални конта. И затоа е моментот веќе она што го имаме како алатка, некаква си некој си предиктивен дефолт репорт кој што вели на даден пресек на крај на месец, ако овие не ти платат до тогаш при неизменети услови, овие ќе ти дадат на дефолт. Трешхолди над 6, под 6, со една рата, со 2, со толку денови, неденови, веќе да ги пречистите, што вика Фросина, да ви блинка на почеток за она управување, и Влади што го спомна, како добра регулација да сме си малце и можеби и попредиктивни и покомотни, може ќе не дочекаат некој навистина други добро утро и други времиња ветришта кои што ќе дојдат. Така да искуството е тоа, во тој дел ќе се согласам во двата најголеми предизвици систем луѓе и мајндсет. Да. Добро се чини дека зголемувањето на инсолвентноста сепак како резултат на кризата е неизбежно. Со која ќе се соочиме во 2022. Она што како трендови го има по некои интересни извештаи и статистики кои што ги анализиравме, е дека трендот на раст на инсолвентност во главно се очекува како резултат на неколку фактори, меѓу кои се и мерките за поддршка, ги споменавме пред малку, кои на некој начин придонесоа и да се одржува тоа ниско ниво на инсолвентност, кое што во време на криза достигна рекордни ниски нивоа. Во главно анализата покажува дека се должи баш на тие мерки, владини мерки за поддршка. Но според некои анализи се чини дека точно тоа помогна и за појава на тие така наречени зомби компании кои преживуваа за време на кризата во главно поради владината поддршка. Па мене ме интересираше колку е познат терминот зомби компании на нашиот пазар. Имаме ли ние такви компании кои само се одржуваат, само преживуваат и доволно заработуваат само за тековните трошоци и тековните рати, а не се во можност да одговорат на своите вкупни тековни обврски. И ако може да се даде некоја проценка, дали ако има такви кафето и кредитен пласман на банките во таков тип на компании, може би Владислав за тебе ова прашање. Да, веројатно има такви зомби компании, пак момент е начинот по којто ќе ги оцениме во кој момент од компанија се е претворила во зомби компанија, пошто пак се враќаме до некои пракси, както е за 30 дена рата,
много често релацията клиент-банка се сведува до това, я дали ти плакам ратата, защото те интересира како си го водам бизнесот. И сметам дека ние како банки, както и по-рано се каза, сме партнери, а най-често со тия зомби компании, най-често станува збор за компании, където капиталот нивният е много тенок, минимален, и во суштина бизнесот е изцяло финансиран од банките. И тука сметам дека ние трябва да сме много внимателни, отново се вракаме да го следиме тој момент, пошто не верувам дека ние како банки кредитираме такви клиенти во почетока. И пак казвам, те се претворуват во даден момент во зомби компании и най-често може би причината е дека он е многиот начин да си плаке ратата, па дори и до 30 дена, 31 така натаму. И го губиме малце тој момент, в който самият бизнес, финансиския ризик на фирмата е станал толкова голям, товарът на дългът е станал толкова голям, че компанията реално работи за да сервисира дългот, а трендът е негативен, не расте и е просто прашене на време, когато те пукне. И тук веќе е много неприятно, пошто другия момент е имаш проценти на колатерали, много често тия не влегуват, не се оценува ликвидността на този колатерал. Има ли кой да го купи? Феноменално, феноменален имот, да. Да, точно во некои од земјите има и дополнителна конфузија што ја донесе корона кризата, особено во областа на вреднувањето на колатералите и во ритейлот и во бизнес секторот. Да не забораваме просто ова што се случи во Америка 2008 година, реално колатералот го има, но во еден момент пазарот отива надолу и ти го имаш. Океј, кој ќе ти го купи, да. Каква е ситуацијата кај нас во тој поглед? Нели, например, Златица, кое е вашето искуство во овој сегмент околу колатералите? Сега, моментот, иако не сум, да речам, најголем експерт во градежните, иако во тие делови сепак сме на страната на ризикот, но од една друга перспектива, како колатерал менеджмент во нашиот дел, во воркаут делот, имаме задолжително колатерал менеджмент дирекција, која што покрај она администрирање, менаџирање, следење базел флегови, eligibility и све останато до групација и репортинзи, ние имаме in-house проценителски дел од 5 лиценцирани проценители. Се одлучивме неодамна, негдека 2017-18 на таков чекор, може би не знаејќи, не очекувајќи дека ваков тренд денес ќе не дочека, нели, за развој, меѓутоа од една потреба, од едно видено предходно можеби искуство на ваква цена горе, па ваква цена доле реално кога ќе дојдете на извршување, затоа што циклусот како ние го вреднуваме, колегиве, на крај завршува пак во воркаут на hard collection. Така да тука ви се искуствата да си ги споделите што може да ти се случи на крај, за да внимаваш на почеток кога го проценуваш. И сега моменталниот тренд. Нема правило на моменталниот тренд. Тој така зеде замав, дури и во одредени моменти викаме, кога ќе им дојде договор на колегиве кои што ги проценуваат, викаат, не е возможно, оваа зграда лани ценеше толку и толку, годинава, види го договоров. За 50% поголема е цената од ланскиот договор, но едноставно трендот тргна. Дури самиве градежници, кога зборуваме со нив, некој од тие што не се, да речам, поблиски за ваков разговор, викаме, до кај е максимумот? До каде ќе оди, пошто не може, побарувачката, окей, побарувачката е сега зголемена, делот луѓето кои што имаа во оваа криза ликвидни средства за штедено, за чувано, викаат, дај да не вложувам, не знам, на финансиски пазари, дај не ова нешто што е опипливо, па некако и побарувачкава за недвижност така се подпомогна, затоа што вика ќе вложам во недвижност, то се што имам заштедено за да не ми отидат некаде парите, во неопипливо, ама тој тренд на пораст на цените мора негде да застане. Дали ќе застане на 2000 евра квадрат, јас така го кажувам, или можеби ќе го достигне пикот, па ќе се спушти на некој, не знам, 1400, 500 за недвижности кои што лани беа 1000, тоа е малку тешко, меѓутоа, прудентно гледање
И реално проценување е основниот постулат на колегите кои што го работат тоа. Покрај, да речем, локалните стандарди кои што ги имаме за изведување и стандарди за една процена, ние сме обврзани како нели ќерка на Штајнмеркиша, Ќерка на мајка. Ќерка на мајка. Имаме една колатерал менеджмент политика уште од 2014 година со едни доста прецизирани регулативи кои што мора да ги почитуваме по тегова. Не знам колку ни се познати тука како стандарди, тие се тегова стандарди за проценки, за извршување на проценки, па има за тој тип на колатерал може да користите вакви само методи. За тој тип вакви. Ако не ги користите тие методи, тогаш само по тие исклучоци користите ваков. Приходна, трошковна метода и се останато. И гледаме, знаете како во една статистичка серија, секогаш ќе имате екстремитети. Ќе имате и најниска цена која што ќе видите, па добро, ова е стварно ниска како старите цени, ќе видите некој 2000 евра, што велам јас квадрат, кој што некако ви отскокнува. Мора реално како колатералот, како една нераскинлива алка од кредитниот процес и од проценката на кредитниот ризик на севкупен на едно барање, не смеете да оставите како што ќе ве понесе трендот. Мора реално да ги вреднувате, затоа што утре ќе дојдат пак и нас во воркаут на извршување. Да. Што сме направиле? Ништо. Така да преферирам и го почитувам тој принцип кој што, не знам, ние го имаме на 4 очи, дури и кога користиме во еден многу мал сегмент на дворешни проценители, важи правилото дека мора внатрешниот проценител да ја потврди таа вредност. Принципот на 4 очи, дури и двајцата проценители мора да се согласат за таа реална цена. Трендот е таков. На нас е да размислуваме реално, бидејќи утре ден не знаеме која ќе биде нели новата ситуација на пазарот. Јас ќе се навратам на нешто што во првото прашање мислам дека Фрусе ти го спомена, а тоа е ова со учеството на Stage 2 кредитите. И некои извештаи, особено се задржав на еден извештај од Централната банка на Италија во ноември 2021 година, кој што посочува дека компаниите кои што на некој начин имале поддршка за бизнисот во време на корона кризата, со најмалку еден мораториум, се некои од најризичните нели во вкупното банкарско портфолио, или дури 25% од компаниите кои се со probability of default над 5% се однесуваат на компании кои имаат активен нели мораториум. Во еден пресек на европската на ЕБА, на European Business Authority, Banking Authority, за 2019 година, јуни 2021, има забележано дека учеството на така наречените Stage 2 кредити, кои што се во моментот под некој мораториум, е поголемо од кредитите во кои што завршила фазата на мораториум. Значи, негдека заклучокот дека на долг рок овие изложености се многу поризични. Мислам дека тука во исти контекст нешто се спомена. Сега, каква е ситуацијата на нашиот пазар? Кои се ефектите, што се очекува со завршувањето нели на овие на владината поддршка? Дали тука можеби како регулатор имате некакви очекувања или да го слушнеме? Да. Првото прашање кога беше, мислам дека спомнав дека поголем дел од нефункционалните кредити на населението се такви кредити кои што биле предмет на менување на договорните услови за време на ковидот. Кај предпријатијата се малку по ниски тие учества, меѓутоа и таму има, значи 57% во однос на 19% како што е кај предпријатијата. И дополнително пред малку не знам дали спомнав, во 2021 година 39% од сите реструктурирани кредити биле вакви кои што се заради ковидот реструктурирани. Значи не заради ковид мерките, пошто тоа беше 2020, него заради ковид реструктурирани. Иако се уште е ниско, како што реков и пред малку нивното учество, меѓутоа значи сепак има такви ефектот е видлив. Сега во однос на просечноста, еве јас ќе ви кажам еден податок, па вие утврдите дали се ризични или не се ризични. Просечното ниво на ризичност, значи исправката и вкупната изложеност,
на овие ковид кредити е 2,5%. Значи тоа е А категорија на ризик, ако не се лажам. Нели, би требало да не се лажам, ама добро. Кај предпријатијата е малку повисоко и е 5,6, значи е Б, а кај домакинствата е 1,4. Значи ептена. Така што од тој аспект ако се гледа, значи сите овие кои што имале реструктурирање заради ковидот, сега за сега нивото на ризичност не покажува лоши трендови, меѓутоа треба целосно да се гледа заедно, она што го зборував на почетокот, не може само изолирано некои бројки да се гледаат. Добро, во секој случај добри бројки, добра статистика. Владислав, како ви успевте да се справите со предизвиците поврзани со пост-ковид моментумот? Кои беа најзначајните мерки кои што ги спроведовте? Пред се много дълбока и сериозна анализа, както по-рано казах, на самото портфолио, да ги разбереме факторите, които движат ризикот, за да можем и да ги сегментираме клиентите. Пак се вракам на фактот и дека ние сменихме и пристъпът на оценувањето на кредитни ризик, конкретно за потрошувачките и картичките. И сметам дека таму беше и за нас конкретно най-големият ризик, таму нормално беше най-така чувствително измената. Исто така, соработката с Wells Matrix в отделот на продажбите много добро се отвори като можност пред нас и сметам дека ни даде допълнителен инструмент за оптимизиране на този процес на риск менеджмент. Пошто тук сметам дека ние сега, разбирайки дека тази динамика няма да трае толкова кратко, сметам дека трябва наистина да сме много добри при оценуването на ризика, при одобруване, при управуване на изложеността и веќе кога се стигне до влошуване на тази изложеност. Аз ки кажем конкретно за потрошувачките и картичките, после 60-тия ден, относно втората рата, за нас веќе е како 90 дена, како такъв почва да ни е пристъп, да. Анализите го покажуват, статистиката дългорочно го покажува. И от тази причина пак се вракам и на регулатора, който сугерира по-рано да се... Не мотивира. Да, не мотивира. По-рано да не чекаме, да не имаме надежди, а повече да работим проактивно. Да, еднакво на 90. Точно така. И сега направихме и този концепт и за forward flow, т.е. регулярна продажба. По този начин банката може да се фокусира по-добро во защото би трябвало да го правиме от аспект. Ние трябва да кредитираме и да ги поддържаме клиентите, но в един момент, кога тия клиенти веќе попаднат в тежкотии, нели, да, малце се улеснуваме, прехвърляйки го този дел от портфолиото на EOS Matrix, което от друга страна EOS Matrix е под друга регулатива, има повече време, може дори с своето работене да им помогне и на тия клиенти да се оздрават и да се вратят во финансиския систем. Да, ти благодарам. Сепак, кога една компанија или физичко лице не може да го сервисира долгот, најчесто и споменавте тука, банките преминуваат кон концептот на реструктурирање, на тој начин да создадете една нова можност, нели, за отплата. Имавме различни ставови во поглед на оваа активност, дали да се оди кон реструктурирање или не, зависно од периодите. Порано некако преовладуваше мнението дека можеби тоа е само одложување, нели, на лошиот ефект во билансите за некоја иднина, но сега во последниве неколку анализи па и се очекува дека реструктурирањето ќе биде во главниот фокус на кредитниот ризик. Сега како гледате кон ова прашање, нели, ајве го поврзувате со еден процес, нели, на продажба, како гледате кон ова прашање, можеби Владица од повеќе оперативен аспект, а Владислав од постратешки менеджмент перспектива, што е поисплатливо, што е поекономично
за банката и која е границата, кој е моментот кога може да донесете одлука, да сега еве ова е за мене решението. Па вака, златна формула, како што спомнала, нема. Се согласувам апсолутно дека во овој период фокусот, ама на раното реструктурирање ќе биде. Порано реструктурирање некако поимот беше ќе дефолтира, ај чекај сега да видиме што има, како има. Па веќе тоа е западнат во подлабоки проблеми кога го дефолтно реструктурирате. Па процесот на оздравување е потежок, па идат сите следни на располагање конвенционални фази и на крај велите, окей, ајде сега ќе го продаваме, тоа е тоа колку можеше се наплати. Веќе фокусот на репрограмот треба да се стави 60-тиот ден е нешто што е или го реструктурираш или веќе утре е 90. Да, буквално. Кога ќе дојде 60-ти, веќе утре е 90, тој веќе нема стратегија за третиот месец, трета рата е. Ако не сте го воспоставиле тој процес да ги фатите, барем тие што може да се репрограмираат и што имаат услови. Барем имаат, нека е намалена платата, окей, да, меѓутоа има некаков редовен прилив каде што ти може да му ги моделираш, ако не можеш сега 6.000 ќе плаќаш 3, ама веќе не си дефолтиран, влагаш во еден 12-месечен мониторинг и ќе се излечиш. Но веќе во следната фаза, да, јас исто така сметам и како влада дека конвенционалните начини ќе останат секако на примена, меѓутоа неизбежно е фазата на продажба на портфолијата да стане веќе и со актуализирање во новата одлука за управување со кредитен ризик, веќе да стане малку поблиска на останатите банки кои што се уште некако не го вкусиле тој процес. Катерина ќе се сети од далечната 2015 година кога рамо до рамо првиот портфолио го туркавме овдека и навистина имаше ефекти затоа што ќе се согласам. Другите начини во некој друг начин на регулација на клиентите ќе им даде можност за да се опорават. Ќе ги затворат долговите, ќе придат во еден можеби по-нормален начин и повторно ќе се вратат како кредитоспособни во банкарскиот систем. Така да во тој дел да ќе се согласам каде со тебе дека фокусот ќе биде меѓутоа малце во пораната сега фаза. Сега тука банките треба да изиграат добра улога во менаџирање на ресурсите. Каде ќе ги реалоцираат, каде ќе дадат фокус, пошто пак ќе кажам, буџети, таргети, KPI-еви од менаџментот, од акционери, од се останато, не ти дава на располагање кога сакаш from the shelf да си земеш број на човечки ресурси кои што ќе го работат тоа. Така да, јас би го ставила фокусот малку на ран репрограм, она што може да се извади најдоброто и да се најде партнерскиот однос со клиентот, а веќе втората фаза, мислам, повеќето од банките го имаме искуството на продажба на портфолиото, дел од банките ја знам дека се уште немаат нешто ново, меѓутоа веќе се актуализира и убаво е што ќе се некако и регулира да не лутаат, може, не може, ќе го книжиме или не, или ќе може, кој може да одлучи како не, така да. Да, точно много така. Многу ја поздравувам таа идеја за тоа регулирање. Има новата одлука нели за управување со кредитен ризик, таа ќе се имплементира од 1.6 и на некој начин се регулира ова прашање. Мислам дека во неа повеќе се става акцент нели на постапките, правилата за продажба на достаствени функционални отпишани побарувања. Колку ваквите дефинирани одредби се блиску до она што го пропишува европската регулатива, бидејќи мислам дека тоа беше водилка нели во креирањето, и колку тоа што е направено одговара во контекст на законската рамка која што ја имаме кај нас. Значи, посебно за ова прашање, за ова измена што ја направивме, целосно ќе се согласам со тоа што го кажа пред малку, дека се насоки. Значи, ова што е во одлуката ставено во однос на продажбата, во никој случај не треба да се свати како вака треба или не. Насоки се како би требало банката да се организира за да ги спроведе продажбите.
Сега малку ќе ве вратам наназад. 2018 година владата донесе стратегија за поттикнување на справувањето и подобрувањето на управувањето со нефункционални кредити. И дел од тие активности беше и да се направи анализа на пазарот за продажба на нефункционални кредити и што можеме ние да направиме за да го поттикнеме евентуално тој развој. Во недостаток на друга регулатива, на законска регулатива, она што мислевме дека може да го направиме е да ставиме некои вакви насоки во одлуката, кои што на некој начин само ќе им дадат каде да се движат, како да се движат банките, иако јас мислам дека и без тие насоки банките си знаеат што треба да прават. И сега, што знам дека тука следи следното прашање и да не го вртиме, да одиме директно на него. Значи, тоа што е во одлуката не е ништо ново. Не се прави ништо ново со одлуката, иако има една одредба која што сите мислат дека е нова и сега се воведува со одлуката, не се воведува. Законот за банки постои од 2007 и во него е ставена таа одредба, дека за секој кога има, односно кога станува збор за банкарска тајна, кога треба да се пренесе, треба согласност или треба да има посебен тие исклучоци да се исполнети. Тоа не е предвидено во Законот за банки како исклучок, иако се согласувам има такви примери и ние ќе размислуваме, ама тоа е законот, не одлуката. Добро. Така што таа одредба и покрај тоа што е вметната во одлуката не е нешто што треба да, мислам, не е новина, не е ново барање, не е затегање, туку е чиста примена на законот за банките. Знам дека, пошто имавме веќе неколку комуникации со неколку банки, дека тоа може да представува проблем, меѓутоа исто така има и решение. Сето тоа, само треба вие интерно да си го најдете тоа решение. Значи, не е нешто што што вика не може да се прави. Така да тоа е барем почетната точка. А дека може да се најде решение, не знам. Имате начин на известување, па недобиена согласност, недобиено одговор, пречутна согласност, непречутна. Сега јас си измислувам што може да ви бидат решенијата, вие ќе си ги... треба да се креативни. Да. И ќе си и комплаенс имате. Сите комплаенс ќе си го реши тој проблем, меѓутоа тоа не е нешто што е ново со одлуката и не го воведе одлуката или го измисли измената на одлуката, туку е Законот за банки таков каков што е. Така, меѓутоа убаво кажа, во отсуство на друга законска рамка, верувам дека и ме радува она што спомена дека се работи, ќе се работи во таа насока, што е многу добро, нели? Тоа беше следниот дел од прашањето, точно, значи да, во ЕУ има посебна сега директива за кредитни сервисери, која што се надевам дека во блиска иднина и кај нас ќе се примени, иако сум 100% сигурна дека додека не, пошто тоа е директива, значи по правилата на ЕУ треба да има закон во национален закон, додека не излезе барем еден национален закон, сигурно ние нема да направиме закон за да бидеме први. Пошто нема да не примат заради тоа во ЕУ. Така што сигурно ќе чекаме пример некои од другите земји за да може да се види како е најдобро тоа решение и секако дека натаму треба да одиме на некој начин и тоа што го кажа дека не е регулиран тој пазар. Јас сум 100% сигурна дека вас повеќе ќе ви одговара да има јасни правила отколку да нема правила. Тој што се работи како што треба работата, повеќе му одговара да има правила кои што ќе важат сите отколку да нема. Така што тоа ќе следи. И банките нели? Секако одговара. Да е појасно. Меѓутоа тоа е нешто што треба законски измени. Законски да се реши. Банките за да бидат успешни во иднина треба да прифаќаат развојни технологии, нели? Да останат флексибилни, да ги прилагодуваат бизнис моделите. Зборувавте нешто во тој контекст. Се зборува концептот на отворено банкарство како дел од визијата нели на Майкл Танг. Го слушав неодамна, лидерот за дигитална трансформација на тимот на Deloitte за меѓународни финансиски услуги.
Додека пак според еден блог што го читав на Pricewaterhouse има јасен повик за акција кон едно преиспитување на билансните позиции на банките, како резултат на кое ќе се тргува не само со NPL-и, но ќе се продаваат дури и функционални пласмани, поголем дел од небанкарските функции или бизниси. Односно, го спомена Злати, за банките треба да бидат повеќе креативни во соочувањето со овој поголем кредитен ризик што не очекува. И самата Европска централна банка изјави загриженост дека нефункционалните кредити до толку ќе ги затрупаат билансите на банките што ќе доведе до намалување на нивната способност да го поддржат закрепнувањето на економијата. Сега, особено на тоа се алудира и се очекува банките да земат значајна улога во тој процес на закрепнување на економијата. Ова е прашање до банките повеќе. Дали сметате дека банките играат или треба да играат посебна улога во процесот на закрепнување на економијата постздравствената криза, еве сега во очекување на ефектите и од тековната воена криза, и на кој начин може да придонесат? Владислав, може би со тебе повторно. Секако, мислам, тоа ни е една од главните мисии како бизнес модел. Во однос на тргувањето, сметам дека во суштина способноста ни да можеме да тргуваме со различни финансиски инструменти, класични кредити, дават дополнителна флексибилност на банките да менеджираме билансите си. И за мен лично това е добър инструмент и трябва да се работи в насока да има ясна регулатива, да има ясни договори между банките и клиентите, и не само за функционални и нефункционални, пошто за добро или лошо се е менливо. В даден момент стратегията на банката може да се промени и одредена изложеност да трябва по некој начин да се намалува. Например, и способността да се префърли тази изложеност и ризикът, който тя носи на някакъв начин. Да. Можем да размислуваме за секюритизации. Сега, тази дума може би стана много лоша и кога се спомним, меѓутоа идеята и първоначалният концепт, технологията за секюритизация може да биде, нали, корисна. Да, програмите, нели, во Грција, мислам дека имаше неколку големи програми кои што баш беа во врска со секюритизацијата, за поддршка на нефункционалните пласмани. Да. Така и аз сметам дека... А за тоа Фрозе не е експерт, нели? Во докторската дисертација, баш за секюритизација. Накратко, колкото повеќе опции имаме, толкова по-добро. Така, Битно е тия да се користат и да се управуват прудентно, паметно, и да не се правят злоупотреби. Да. Апсолутно ќе се согласам. Сите механизми кои што ни се на располагање нас банките за успешно управување и одржување на еден стабилен пазар, да, треба да се искористат. Оно што го викате вие продажба дури и во перформинг. Поединечни етикети ние и сега имаме што вели Влади. Значи, ако во одреден момент се уште не е дефолтиран, ама проценуваме дека ризикот треба да го трансферираме на некоја друга компанија. Why not? Single ticket да се продаде, зошто да не мора да се чека да е дефолтиран. А во делот на останатите, значи ние како пазар, и тоа го споменав и преска, земајќи го како финансиски пазар, финансискиот сектор, значи банкиве, ние основната функција не е да го поддржуваме секторот. Тие ни се клиенти, тоа ни е основната нас работа и функција. Од друга страна, ние сме доста стабилен и капитализиран сега за сега. Мислам, и последната фроса што ја спомна и одлуката на Европската комисија, мислам, е стварно значително признание. Колку вие признавате дека една држава е стабилна, толку е стабилен и финансискиот сектор. И несомнено е многу значајна таа одлука во која што вели дека стандардите кои што се спроведуваат и регулативата на супервизија, прудентност и одговорно работење се малте не еквивалент на оние кои што се спроведуваат во европските процеси и стандарди. Така да нашата сапортинг улога кон општеството и кон секторот просто е рамо до рамо со целата ситуација. А инструментите кои што ние ќе ги користиме за тоа да го менаџираме, дали тоа ќе биде продажба во рана фаза, во доцна фаза,
трансфер на риск апетитите од еден на друг клиент. Секюритизација, тоа е нешто кое што банките треба свесно да го искористат, за да ја одржиме секој поединечната стабилност и стабилноста на целата економија која што имаме. Така да основната улога ни е нас да имаме сапортив. Така. Да, сакам само да се надоврзам, значи инструментите не треба да се доведат во прашање. Све што може да се користи, треба да се користи. Проблемот не е тука инструментот. Проблемот е што продаваме. Значи, ако имаме здрави политики на одобрување кредити, ако имаме здрави критериуми на следење и на оценка на кредитниот ризик, после тоа не е проблем. Што тој што го добива, знае што добива. Проблемот во финансиската криза беше затоа што не знае што добива. Така. Кој ги купува и затоа и секюритизацијата излезе проблем. Затоа што не знае што купуваат и имаше висок рейтинг тоа што го купува. Така што кога имаме таква здрава основа, после тоа е лесно било кој од тие инструменти да се примени. Слагам. Ви благодарам. Добро, јас себе да заокружиме со регулаторот, со ФРОСЕ. Денови ви излезе, нели, заклучок од една ревизија на Европската банкарска асоциација за тоа како органите за предпазливост и заштита на потребувачите го надгледуваат управувањето со нефункционалните изложености од страна на институциите и колку ги имплементирале насоките на Европската банкарска асоциација за управување со нефункционални изложености. Членот 30 од регулативата за Европската банкарска асоциација бара од неа периодично да спроведува ревизија на некои или па на сите активности на надлежните органи во рамки на незини ингеренции, бидејќи темата за управување со нефункционални изложености и незиниот надзор е од важност и од аспект на прудентност и од аспект на заштита на потребувачите, мислам дека според извештајот да ревизијата ги опфати и органите за предпазливост и органите за заштита на потребувачите. Јас само една реченица ќе кажам. Анализата покажа дека надлежните органи примениле пристапи базирани, нели, за анализа на ризици согласно барањата на Европската банкарска асоциација, не се идентификуваа никакви позначителни грижи. Меѓутоа, она што е интересно, се даваат повеќе попрецизни општи препораки и тоа беше интересно што навистина има доста препораки, нели, таму за понатамошни подобрувања. Дали можеме, да, тоа е за европските банки и така натака, но можеме ли нешто, знам дека и ти детално го следиш тоа, може ли нешто да извлечеме што е корисно за нашиот пазар? Значи, тоа они го имаат направено в 2018 година, излегоа такви насоки, Европски банкарски орган, ЕБА, Authority. Ги извадија тие насоки и сега на редовна основа прават ревизија да видат, односно оценка, еден вид на анкета, колку тие насоки се применети од страна на пред се од супервизорите, а после тоа и од самите банки. Како што посочи, учествува и супервизорите и органите што се надлежни за заштита на потрошувачите. И тоа им е еден вид на основа за понатаму како да ги усовршуваат тие насоки кои што претходно ги дали. И самата рече дека има излечено неколку насоки кои што ќе ги применат, односно неколку заклучоци кои што им ги укажале супервизорите кои што ќе ги применат. Меѓутоа, мене ми беше интересно она што во контекст на ова пред малку што го зборувавме, значи што они користат како инструменти за решавање на нефункционалните кредити. Сакам да кажам колку не сме различни. Тоа сакам да кажам. Значи, им понудиле неколку опции и можат повеќе избори, значи не е само еден избор, што све применуваат. И сега 48% кажале дека применуваат задржување на нефункционалните кредити кај нив и реструктурирање, а 51% дека и задржуваат нефункционалните кредити кај нив и еден вид на workout планови. Иначе да ти кажам, вака кога те слушам, толку ви е лесно, еве сега за workout план, ние во регулативата не можеме workout план да ставиме, мора да го најдеш друг збор, или дефолт, или флек, или било што. Ама добро, тоа е, да. Така што, значи, речиси 99% од овие што учествувале во анкетата, одговориле дека најголем дел од банките ги имаат овие два механизми, развиено најмногу. Значи, или реструктурирање, или workout, ама ги задржуваат нефункционалните.
Исто така има одговорено околу 32% дека ги задржуваат, ама користат надворешни услуги за наплата на овие побарувања и 34% ги продаваат нефункционалните кредити. Така што не е дека продажбата доминира. Присутна е. А уште поинтересно е ако се види, ако се погледне кај кои банки што е присутно. Значи кај помалите банки претежно е првиот пристап присутен, задржување и интерен. Да, интерен план. А кај поголемите банки одат на продажба. Повеќе отколку на овие другите. И сега вако се погледа, значи не е дека имаат нешто различно. Тука сме. Разликата може би е во следниот факт. Значи, прво, колку ние имаме активен пазар. Не знам дали би се сложила дека имаме. На ниво на ЕУ, 61% одговориле дека имаат и активен или барем делумно активен пазар, а остатокот го немаат таков. Добро, различни земји се и таму, нормално дека и различни се резултатите, меѓутоа сепак 67% е сериозна бројка. Да. Од друга страна, многу малку имаат регулатива поврзана со кредитни сервисери, со аутсорсингот на овој дел. Значи 25% имаат само таква регулатива, а 13% имаат во план им да донесат. Да, точно сега се прави. Да, ама заради директивата. Да, заради директивата. Така што не дека работата, значи нив им е можеби полесно продавањето, зашто сепак се и голем пазар и има пазар, меѓутоа се дова другото не сме далеко. Да. Се јас така можам да се заклучам. Еве чисто за споредба, пошто да речам ние од група Цијева општа формулација имавме уште 2014-15 година во тие први воркаут политики, регулација на воркаут активности, дека како една од можностите на банката и се дава, нели, да преземе активности за продажба кои што локално ќе ги регулира секој во своите надлежности и локалната регулатива, но веќе од 2019 година тоа целото се издвои во една MPL sell policy, во која што се има до тоа ниво може тој да одлучува, до тоа ова треба да пратите, ваков ќе изгледа дата тейпот, да, како насока, нели, и од европската регулатива и преку групацијата до нас како субсидиери. Ова треба да имате во дата тейпот, ова треба да обезбедите од клиентот, вакаде, така да се ова што е регулирано, дури и нашиот регулатор така отворено ни дава можност ние банките да сами во својот делокруг на работење не ограничува дека мора вака или така да биде, ни дава можност ширина една да локално секој преку своите локални документчиња, политики, процедури, процеси, како и да ги крстиме ние внатре во банката, да го дефинираме, дури не ни ограничува до кое ниво кој мора да го одлучува тоа. Да. Си вика одлучете и дефинирајте вие дали ќе ви одлучува надзорен, управен или mutual, зависи од нивото, до толку пари тоа, до толку пари тоа, или до утврдена ваква цена, до ваков дисконт, значи организирајте се како ви е најлесно, како ви е најлесно во рамките на банката, а сепак дава можност за една веќе рамка супервизорска која што ќе се движиме, мора да имате ваква согласност, регулатива, и сега да, на нас банките и на некои од нашите сектори е да ни дадат раме, поддршка во креацијата како ќе ги изменаџираме. Ако имаше една реченица, мислам дека добро е да ја споделам, пошто така не очекуваш дека истото може да го каже некој кој што има толку искуство. Имаше еден од заклучоците, односно два заклучоци кои што се многу интересни. Првиот е дека најголемиот проблем кај нефункционалната, кај новата дефиниција им е униформната примена на оној дел што се вика неможност за наплата, значи unlikeliness to pay. Значи тој дел е најголем проблем. И втората работа што мене беше многу интересно да ја прочитам, дека најтешко им е на банките да идентификуваат
Кога клиентот има финансиски проблеми? Да, категорија на финансиски потешкоти. Така што ако они може тоа да го кажат, ние исто така Исто можеме да го Така, кажеме. да. Дали е со колку проценти Многу намалени благодарам. финансиски приходи? Да, мислам дека зборувавме многу, да видиме дали имаме некое прашање од публиката, можеби? Доставиме простор ако има некое прашање од публиката. Доста зборувавме. Добро, ако има после прашање, ако ви текне слободно, можете преку нашата платформа да доставите, ќе се потрудиме да го одговориме. Во секој случај, покривме доста аспекти, вака како тргна, нели, можеме и многу да зборуваме, изгледа, но ќе оставиме тоа ети за некоја друга идна прилика. Одговоривме на доста прашања и мислам дека можеби е време полека да го затвориме овој панел. Јас ќе за таа цел ќе искористам изјавата на Џон Кенеди за управување со кризи, кој рекол дека ако го напишете зборот криза на кинески јазик, зборот криза се представува со два символа, два знака, при што едниот представува опасност, а другиот представува можност. И со еден таков позитивен збор ве поздравувам до нашиот следен панел, кој што се планира за во септември, и останете ми до тогаш во добро здравје. Ви благодарам многу што дојдовте. Сега може да продолжиме со мал коктел и вмрежување. На панелистите ви благодарам многу за вашето учество и за вашето одвоено време. Ти благодариме, Като, што не покани да ја пресечеме црвената линија, лента, Да, овој пат, панел така и да многу се ви надевам благодарам. на многу успешни и продуктивни следни Да, многу панели. ви благодарам. Фала.